Не знам кој од вас колку и како ме познава, дали има луѓе, тоест има луѓе, ме интересира колку се, што прв пат дознаваат дека јас воопшто постојам. Одлично, ова не беше добро за моето его. Името ми е Јосиф Дамјанов, 30 години у февруар наполнив. И јас денеска ќе ви се обраќам од улога на воспитуван човек, затоа што не сум родител, и ќе ви се обраќам од човек кој што има лична мисија да на луѓето им донесе свест, информации и помош за поквалитетен живот и поквалитетен животен стил во делот на храна, физичка активност и слично, затоа што пред 7 години веќе, точно во мај, јас го добив тој условно тригер кој што ме натера да посегнам по личните собствени промени, затоа што имав 105 килограми, затоа што немав никаков ред у својот живот, затоа што не внимавав воопшто на исхрана и као на повеќето од луѓето со кои што и јас денеска работам и се среќавам, ни доаѓа момент кој што е преку глава и си викаш не може веќе овака и почнуваш да ги менуваш работите. Софтверски инженер сум по професија, не сум нутриционист, не сум доктор, туку исклучиво сум човек кој што пак ја кажам, има горечка желба, љубов кон луѓе пред се и лична мисија да пренесе една порака и да можеби на некого од вас му помогне денес, ако не денес, можеби во некоја наредна прилика кога вие ќе бидете спремни да се менувате и да примите информација. Како и да е, дополнително на сето тоа што е моја приказна и зошто ми се родила таа желба е тоа што дома во семејството исто пред 8 години, 2010 година, имавме и се уште имаме сериозен здравствен проблем со татко ми кој што почна од рак на простата, продолжи у различни фази и делови од телото и тоа ми даваше уште поголема желба да јас пред се едуцирам, да наоѓам начини и волја за со сето тоа да се бориме. Се бориме и до ден денеска, ситуацијата е супер, но овде не сме дојдени за да зборуваме за тоа. Јас сум дојден овде да зборуваме за некои работи кои што прво вас ќе ви направат промена, за да подоцна ја пренесете како добар пример врз децата. Од причина што нема потреба ја воопшто ништо повеќе да зборувам на тие теми. Имавме во претходните сесии одлични говорници кои што кажаа дека практично децата се на еден начин копија на родителите и мене ми е жал што се уште секојдневно јас се среќавам со луѓе, мајки кои што ќе дојдат со своите деца кои што имаат вишок на килажа можеби и ќе ми речат помогни му да ослабе, а при тоа родителот има 2 пати поголема килажа отколку што е детето. И сето тоа е многу комплексно и пред се промената започнува од себе и промената започнува од дома и јас сум производ на моите родители и јас сум човек кој што можеби му било полесно да ги прифати тие добри навики и јас да се сменам и да го тргнам тој лош начин на животот, причина што моите родители горе-доле не биле луѓе кои што ги полнеле своите фриџидери висеки со премногу процесирана храна. И тој пример ми беше лесно повторно да се вратам и да го следам. Две работи кои што сакам секој од вас да ги земе денеска и да ги добие од мене. Се првата работа да се ослободите од конфузијата во глава во врска со исхрана, од причина што денеска имаме толку многу информации за храна, толку многу извори, медиуми кои што ни пласираат контрадикторни и различни информации што понекогаш ние луѓето се фаќаме во тотален хаос и конфузија што всушност ја треба да следам и да правам. Од причина што така, ако најголемиот проблем и причината на луѓето е да се справат со изглед и со килограмите, најчесто се заглавуваат во тој процес од причина што еден му вика не јади после 6, друг вика до 12 само овоше, трет вика не меша јагле, хидрати со протеини, четврт не знам што вика и се заглавуваме сите таму. И тоа го знам затоа што јас сум се заглавувал, тоа го знам затоа што и до ден денеска работам со луѓе кои што се заглавени. Но работите се многу едноставни. А тоа е дека моите баба и дедо и вашите баби и дедовци никогаш немале диета, режим, нешто што по кој ред се воделе. Туку само имале организација,
на времето, се знаело кога се станува, се знаело кога се јаде, појадува, руча, немале опција да немаат физичка активност. Ние денеска имаме толку многу опции за да немаме физичка активност, да ни донесат деливери до дома храна, да избереме многу процесирана храна, да викнеме такси, да се возиме со кола или со автобус и затоа што сме луѓе, секогаш ја бираме полесната опција. А таа полесна опција значи многу калории, при тоа многу добро си се залажуваме самите себе дека нели еднаш се живее, дека треба да си почастам душа, но јас ќе ви кажам дека баш поради тоа што еднаш се живее, треба да воспоставиме некаков ред и не се работи за тоа дека не треба да си причинувате некакви задоволства и не се работи за тоа дека тука сме со цел да живееме 200 години. Не, без разлика колкав животен век ќе имаме, главната цел и причина треба да ви биде каков квалитет на живот имате во времето во кое што ви е дадено. И втората работа за која што исто така сум многу гласен и многу често зборувам е стравот од тоа да не се случи нешто ако го изедам ова. Затоа што многу од луѓето дома имаат витамин С и пијат за да не настинат, а не затоа што потребата на телото е секојдневна за витамин С. Многу од луѓето не јадат нешто за да не се здебелат. Многу од луѓето не прават работи од страв дека нешто ќе се случи. Но верувајте ми дека функционирањето од позиција на страв и играњето на одбрана никогаш нема да ви донесе победа и позитивни резултати. И она што нашето тело го бара е многу едноставно, а тоа се макронутриенти, микронутриенти и вода. Или во превод, протеини, јаглехидрати, масти, витамини, минерали, влакна, вода и кислород. Тоа е единственото гориво за нашето тело, кое што не треба да се цепка во еден ден овошен, друг ден воден, да не ги мешам, туку треба да биде континуитет на навики. Затоа што и да каснете благо, ако тоа е вашиот порок за шекер, тоа не значи дека благото ви е криво за не знам, за покачување на килажа. Туку ако вие нутритивно и калориски секојдневно го задоволувате вашето тело, телото многу добро ќе се снаоѓа и со пороците кои што доаѓаат во форма на шекер, можеби во солен или во благ вкус или во течна форма. Од причина што ние луѓето имаме 6 пороци со кои што се задоволуваме, кога ќе падне шекер во ситуации кои што можеби е сега, кога ќе се прејадеме или кога ќе бидеме на работа без да појадуваме ништо, а тоа е ни се јаде благо, ни се јадат можеби грицки, ни се јаде пециво, ни се пие сок, кафеин или енергетски пијалоци. Во различни форми си ги задоволуваме тие потреби за шекер кога телото можеби му не достига енергија. А многу од луѓето сметаат дека благото им е криво. Ја не можам без благо, јас не можам без тесто, јас не можам без зова, не можам да се разбудам без кафе и најлесно е секогаш прстот да се покаже кон друг и нешто друго, дека некој е крив. И тоа секојдневно го гледаме како примери. Зимно време тоа е загадувањето. Секој ден кога е загадено, гледате статуси на Facebook на луѓе кои што се фрустрирани од загадувањето, ова не смее да биде така, а он пуши кутија цигари, никаков ред во исхраната нема и физички активен е нула. Ама, нели, другиот е крив, здравието ни го расипавте и така натаму. Предпоставувам познато. Како и да е, затоа што немаме многу време да зборуваме на оваа тема, ја можам до утре да си зборувам и да си пренесувам, ама немаме многу време. За сите кои што ве интересира повеќе, затоа што јас ова не го правам прв пат и случајно. 2 години веќе имам свој личен влог. Може да ме најдете на Instagram или на Facebook, The Better Nutrition или Јосиф Дамјанов, небитно. До сега имам 363 видеа до вчера, кои што се видеа креирани според прашањата на луѓето. Може да го барате хаштагот AskJosif. На тој хаштаг со луѓето остварувам комуникација и интеракција, ми поставуваат прашања на неделно ниво, секоја среда во утринска на Телма ги одговарам, подоцна ги сецкам и ги објавувам на социјалните мрежи, односно на моите профили кај што сум активен. Обожавам да одговарам прашања, бидејќи пак ќе ви кажам, мојата лична цел е да им донесам вредност на луѓето и да им помогнам да можеби сменат некои навики, да си помогнат у квалитет
квалитетот на живење, а со тоа и да пренесат на своите деца. Бидејќи не сме тука да зборуваме за исхрана кај деца, сме тука за да зборуваме за вашата исхрана, бидејќи вашата исхрана и тоа што дома го има и децата ќе го прават, сакале они или не икеле. Дали некој од вас има прашања? Ќе оставиме уште некои 5 минути доколку сакате нешто поиндивидуализирано и поконкретно да ме прашате и да ви дадам одговор. Поврзани со тема квалитет на живење, исхрана, физичка активност. Дали можеби некој од вас се соочува со некој предизвик, па макар и да е личен, не мора тоа да биде и со вашите деца. Ајде. Никако. Еве што е работата. Пред малку зборував за тоа дека нашето тело има единствена потреба да ги задоволиме нутритивните вредности и калориите во текот на денот. Многу луѓе тука грешат во делот на тоа дека слушај, јас морам да јадам денеска 2 парчиња овоше, 3 салати, детево не ми јаде, ја не можам да јадам граф, не можам да јадам леќа, не ми го вари желудникот, не можам ова, не можам она, и повеќето од луѓето, затоа реков стравот е еден од ограничувањата, затоа што повеќето од луѓето добриот изглед, здравје и виталност го поврзуваат со некаков режим, со откажувања, со воведување на работи што не ги сакаат, но во денешно време, во 2018 година, има толку многу начини и варијанти како ние може да ги задоволиме потребите, да е стварно непотребно да се замараме со тоа детето што моје не јаде или па јас можеби не го поднесувам. Ако јас не поднесувам граф, има уште 20 други начини да како може да внесам растителни влакна, протеини и микронутритивна вредност. Денеска имаме во 2018 година додатоци во исхрана, кои што исто така може заедно со традиционалната исхрана да донесат добри резултати и вредност. Од причина што можеби од вас некој не јаде риба, така, ама постои омега-3, можеби некој не јаде многу овоше, али постојат мултивитамини. Она што не треба да се фокусирате кога зборуваме и за додатоци во исхрана е да не ги бирате еднонутритивните додатоци во исхрана. Од типот ќе пијам витамин С, имам друго цинк, шумечо, имам магнезиум, Б-комплекс и калциум. Затоа што телото не функционира на закони дека еднонутритивно ги обработува само работите. Никаде во природата вие нема да најдете продукт кој што ќе го скинете и ќе има само витамин С. Туку има продукти кои што се спои од различни нутриенти. Затоа секогаш и кога можеби вашето дете не прифаќа одредени производи да ги воведе во својата исхрана, а и самите сте свесни дека тоа е здраво, најдобриот начин е оставете го, не му правете притисок од причина што ќе му наметнете аверзија и ќе имате постојани предизвици и кавги. Напротив, најдете друг начин, можеби тоа ќе биде додаток во исхрана, мултивитамин кој што ќе му ги замени тие негови потреби и едноставно нема да му прави него проблем дека треба да јаде нешто што не сака. Добро, јасен сум, супер. Има некој друг прашање? Како да го натера моето дете од кое што од денот од кога се роди до ден денес се не јадеш, све е грозно, све е вакво, све е такво, што да и дадам? Па мене добро ми изгледа еднаш. Да, видете, децата секогаш, сега ја не сум родител, али мислам дека родителите, децата секогаш ги гледаат дека може да биде и подобро. Уште ова да ми правеше. Затоа што видите, ние сме учени, нашето поднебје, сме учени дека ако моево дете е супер, се си јаде. И ако не си јаде се, ондак не е супер. Нашите баби исто така не учат дека треба константно да се бута по цел ден, да има храна и да се јаде и да трапезата биде полна и 3 пати ако може да ја наполни чинијата за да ја задоволиш баба ти дека направила вкусно јадење. Но верувајте дека никој, ниту па децата, никој од нас, ние сме, мислам тоа ни е во генетскиот код, никој од нас не размислува како да се уништи себе. Мислам тоа се веќе други случаеви кои што други луѓе ги обработуваат, но 99% од луѓето не размислуваме како да се уништиме себе, затоа дозволете да прво вие најдете си го начинот, а дозволете им на децата исто сами да си го најдат начинот, не им наметнувајте. Секој од нас бега од режими, од наметнати ствари и напротив може само да направите проблем. Ти благодарам. Таму имаме прашање. Јас сакам да прашам врска со детале и храна. Дали имаш некој живото? Добро. Треба да се користи и
дали воопшто треба или не треба на возраст, например, до дете од 6 до 8-10 години? Искрено мене, значи моето лично мислење и логика е дека млеко, особено тетрапак, никој не би требало да го користи. Зборуваме за друго млеко. Млеко од крава што Тоа е во ред, али повторно јас сметам дека значи млечните производи, ако гледаме историски, млечните производи, телото последно ги создава гените за обработка на лактоза и на млечни производи. 75% од глобалната светска популација има проблем со интолеранција на лактоза. Многу луѓе не можат да ја обработуваат добро лактозата и јас би рекол многу подобри извори, затоа што вие кога пиете само млеко, имате лактоза, имате уште калциум и можеби уште некој нутриент. Многу подобри опции за снабдување на калциум, уште подобра ферментирана лактоза ви се јогурти и кисели млека. Искрено ја млекото уопште не го користам у никакви варијанти, ниту тетрапак, ниту, значи, али пак тоа е веќе дебата и дилема у која што не би сакал да навлегувам. Мене не ми е целта да ви наметнам нешто, туку чисто да ви дадам моje мислење тоа што јас го правам. Затоа би не би, мислам, млекото е уште подобро ако не е тетрапак, но во секој случај имате многу подобри опции за да го добивате тоа истото што го дава и млекото. Оставете го. Нема како да го смените тоа. И ја, видите, пошто јас лично пример од мајка ми, ја кога бев 105 кила, мајка ми константно, зошто ја се златно право дете, зошто вака си правиш, значи мене тоа ми правело аверзија. Некојаш дури сум се карал, као ти мене ке ми броиш лизалци, што е ова, значи оставете секогаш, ако вие сте примерот, верувајте дека еден ден ќе дојде кога детето ќе се врати на вашиот пример и ќе знае што е добро. Оставете го, ќе се освести. Тоа е само процес. Повели? Уште нешто само кратко, што дете 2,5 години што е интензивен рад, што јадам многу малку било какви млечни производи, млеко воопшто, млечни производи. Супер, можеби само ќе биде предизвик ќе биде предизвик само калциумот можеби. Али пак ќе речам, знаете колку работи содржат калциум? Не знам кои не содржат, искрено. Значи, јатки, сардини, риби, играф, леќа, боранија, грашок, значи, денеска имате вегани кои што не млеко, никакво животинско потекло на храна не внесуваат, па се можеби најздравите луѓе на планетава. Јосе, ти благодарам многу. И на вам ви благодарам. Аплауз за Јосе.